Семејното насилство е во сериозен пораст, откако поради пандемијата луѓето се приморани да останат дома. Ова за семејства кои и онака биле дисфункционални и со проблеми, дополнително ја продлабочува нетрпеливоста и нервозата, а крајниот резултат е пораст на насилството по дома. А сега дополнително се влошува целата ситуација поради тоа што мора да се подолго време затворени сите заедно во еден мал простор, каде што евентуално тие кои што се потенцијални сторители на насилство, односно насилниците, можеби кои што и претходно биле, на некој начин имаат поголема контрола врз самите жртви. Од друга страна, проблематично е тоа што со оглед на таа поголема контрола, жртвите пак не можат на вообичаен начин да побараат помош, да речеме преку телефон или да се видат со некои своји блиски. Семејното насилство не е само домашен, туку пред се општествен проблем. Па од тука се погласни се инсистирањата да има систематски пристап и активности за негово решавање. Општините имаат значајна улога во информирањето на граѓаните и потенцијалните жртви за начините на пријавување на семејното насилство. Ние имаме испратено и барање до владата за итни мерки за заштита на жените и децата жртви на семејно насилство. Истакна Елена Димушевска, извршната директорка на Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство. Како општините можат да помогнат во справувањето со семејното насилство? Во областа на семејното насилство, Општина Штип во соработка со Црвениот крст и Сдруженијето на граѓани кои работат со жртви на семејно насилство, во конкретниот случај се работи за Сдруженијето на граѓани ЕХО, освен превентивните активности кои се тековни во текот на целата година, во овие моменти на криза или во моменти на воредна состојба, обезбедена е бесплатна психосоцијална поддршка со ангажирање на стручно лице и отворена е бесплатна телефонска линија со број 074 20 30 50, каде што може на истата да се пријави секаков вид на насилство. Инаку, освен кај нас, порастот на семејното насилство, и тоа дури за над 30%, е присутен во сите европски земји.